Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас, ќе ги преслушате и нели ќе ве информираме за сите оние информации кои што треба да ги доставиме до вас, однесува на нешто што изминатата недела беше многу актуелно, значи во средата практично до денес една недела Комисијата за заразни болести даде препорака да се прогласи епидемија на пертусис или голема кашлица на територијата на град Скопје, каде што има и најголем број на случаи на заразени. До сега практично до вчера имаше 26, од кои 11 дечиња во болница, на болничко лекување, двајца возрастни плюс на инфективната клиника. Препораките беа да се вакцинираат сите дечиња кои што не се вакцинирани со пертусис и прва доза и ревакцина, значи се она што го имаат пропуштено во однос на вакцината за пертусис да се извакцинираат децата, со тоа што нели препорака има до градинките да не примаат дечиња кои што не се вакцинирани. Секојдневно се информираше дека навистина беше зголемен бројот после прогласувањето на епидемијата на дечиња кои што нели ги носеа своите родители да се вакцинираат. Да се надеваме дека се тоа што некако навреме ми се чини изреагира Комисијата за заразни болести, ако имаме нели информации во соседството дека е многу полоша состојбата, за жал име починати и веруваме дека се тоа што се презема како мерки на предпазливост, на тоа да се спречи ширењето на пертусис, ќе вродат со плод и нели ќе се подигне и свесноста за имунизацијата. За таа цел со мене во студиото е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е портпарол на Комисијата за заразни болести. Со него ќе поразговараме за сите овие работи, значи што представува како заболување пертусисот, кои се компликациите, дали ќе вроди со плод ова што веќе има зголемен број на интерес за вакцинација кај дечињата со пертусис, малку да ги разјасниме овие теми, оваа тема да разјасниме и да ги доставиме информациите до вас. Знаете дека сме отворена контактна емисија, па можете и вие да ни се приклучите во разговорот, да поставите некое прашање или некое ваше искуство да споделите со оглед на тоа дека денеска многу ретко се среќава нели ова заболување, меѓутоа оние кои што се повозрастните како паметат кои биле последиците и каков тежок тек на симптоми има оваа болест. Ние вчера бевме и го посетивме поликлиниката Јане Сандански и пунктот за вакцинација за децата за предучилишна возраст. Поразговаравме со специјалист доктор Даниела Марковска, па би побарала од режија пред да го пуштат прилогот, па потоа ќе се вратиме назад во студио да го започнеме разговорот и да го поздравам доктор Злата. Тројно е зголемен интересот за вакцинација со дитепер на вакциналните пунктови по зголемениот број на заразени со пертусис, како и предлог мерките од Комисијата за заразни болести. Пунктот во поликлиниката Јане Сандански, почнувајќи од оваа сабота, работи во 2 смени, од 8 до 14 часот, а втората смена е до 19 часот, согласно препораките. Иако дел од родителите беа на редовна вакцинација со своите деца, најголемиот број деца се од 2 до 6 години за пропуштена ревакцинација, која според вакциналниот календар задолжително се прима на 18 месеци. Дитепер е комбинирана вакцина која штити од бактерии предизвикувачи на 3 различни болести – дифтерија, тетанус и пертусис, голема кашлица. Вакцина и ревакцина се става на 2, 4, 6 и 18 месеци и на 7 години. Специјалист доктор Даниела Марковска вели дека било очекувано да се зголеми бројот на деца за вакцинација. Во моментот имаме забрзана фреквенција на вакцинација, односно во пунктот се јавуваат родители со дечиња кои што си ги примаат вакцините од редовниот календар и некои што ги заборавиле дозите, односно кои што пропуштиле вакцина.
Можам да зборувам за минатата недела. Имено во пунктот се јавија во петокот 119 дечиња, значи тој ден во двете смени. Исто имаме и саботни дежурства од 8 до 2 часот. Исто се јавија над 70 пациенти, значи просекот ни е над 70 вакцинирани дечиња во една смена. Можам да кажам дека ние се преструктуиравме, дека ги отворивме вратите нели широко на нашата поликлиника Јане Сандански, значи и по другите пунктови. Работиме во две смени и работиме со зголемена фреквенција. Најразлични се причините, децата биле често болни, ковид пандемија имаше и сето тоа си води нели одреден простор, односно празнина во имунизацијата, која што и беше очекувана, меѓутоа постојано треба редовно нели да се вакцинираме, а не нели да чекаме нели последен момент од X причини. Обично сега кога ќе добијат вакцината за пертусис, препорачувате некои посебни насоки, препораки, бидејќи колку што можев да се информирам, не смеат да се мешаат многу со други дечиња барем некој ден. Генерално родителите ни се информирани од тој аспект и ние ги информираме во пунктот. Се знае дека после вакцинацијата следи нели блага изолација, односно да се избегнуваат центрите трговски, да се избегнуваат игротеки. Можно е појава на мала температура и можно е нели да има локално болка на убодот на местото на вакцинацијата, така да овие препораки и совети ги добиваат во самиот пункт. Меѓутоа сега ќе треба време тие да стекнат имунитет против пертусис. Како ќе оди тука работата? Видете, обично се работи за мали дечиња кои што почнале со примуимунизацијата, односно почнале со вакцинацијата нели во родилиштето, па после на 2 месеци, на 4, на 6 месеци како бебиња, така да обично станува збор за ревакцината. Нешто послаба ни е ревакцината, процентот, опфатот на вакцинирано со ревакцината. Најверојатно поради тој аспект, нели имунитетот е веќе стекнат, меѓутоа ова е само да го потврдиме имунитетот, односно со самото примање на ревакцината да држи нели тој имунитет подолго, односно завршена е примуимунизацијата и сега се наред ревакцинациите. Спречевме таква една епидемија пред неколку години на мали сепаници. Сметате ли дека сега со ова нагол наплив на вакцина на децата со пертусис ќе се спречи да се шири понатаму? Сметам дека ова нема да трае многу долго. По однос на фреквенцијата на пациентите, значи си ги носат децата на вакцинација. Многу беше неповолен периодот во однос на вируси, настинки, грип, вирози, значи. Така да мислам дека нема да биде и овие гужви ќе се намалат во диспанзерите. Еве и самите нели бројки кажуваат дека вакцинацијата значи е нели се зголемува опфатот на вакцинација. И една напомена, значи да се децата да си се вакцинираат нели редовно и да си ги носат во пунктовите според нели местото на живење, односно таму каде што се вакцинираат. Многу од родителите пак беа револтирани бидејќи чекале по 2 часа за вакцинација и не сакаат да зборуваат пред камера, но велат дека некои од нив заборавиле, а некои сметаат дека не е нивна вина и дека очекувале дека ќе им се јават за да ги повикаат. Не сум сигурна дали се работи за мој превид како родител или за превид конкретно на вакциналниот пункт тука. Моето дете беше запишано во градинка во време кога во Скопје и во државата владееше ситуацијата со морбилите и тогаш единствено кое што ни беше побарано во градинка е да имаат примено таа вакцина. Кога дојдовме да примеме таа вакцина пред приемот во градинка, јас навистина не се сеќавам дека мене тука ми беше соопштено дека имам пропуштено дел од нели протоколот за како што следи во вакциналниот картон. Во петокот бидејќи сме под нашата градинка и под општина Аеродром, ни беше соопштено дека поради големиот број на заболени кои што доаѓаат конкретно од оваа општина, потребно
е во понеделник, односно денеска, да доставиме вакцинални картони во градинката. На мое некако лично ангажирање и интересирање, сама разбрав дека нас всушност ни фали една вакцина, момент кој што за мене не ми го соопштил никој предходно. Во комуникација со матичниот доктор видовме дека ни фали вакцина и тоа вакцината која што е токму, значи четвртата последната во редот, која што штити од магарешка кашлица. Педиатрите посочуваат дека е важно да се зборува со родителите за значењето на редовната вакцинација на децата во секое време, не само кога има епидемија, и да не се дозволи агресивните антиваксерски кампањи да ги вратат децениските заборавени заболувања. Да, почитувани гледачи, како што кажав и на почетокот, ќе говориме малку повеќе, ќе кажеме информација околу она што беше актуелно изминатава недела. Значи, Комисијата за заразни болести, како што кажав, пред точно една недела, односно во средата, даде препорака да се прогласи епидемија на пертусис на територијата на град Скопје, каде што има и најголем број на случаи. За таа цел со мене во студиото е веќе доктор Злата Мехмедовиќ, кој што е портпарол на Комисијата за заразни болести. Доктор Злата, добре дојдовте и ви благодарам што повторно се одзвавте на мојата покана. Добро ве најдов и знаете дека секогаш сум радо гостин во вашата емисија и поздрав до гледачите. Така. Како да досега работите со оглед на тоа што веќе еве и од овој краток прилог и краток разговор со специјалист доктор Даниела Марковска, која што е дел од вакциналниот пункт во поликлиниката Јане Сандански, бројот за вакцинирање на дечињата навистина е голем. Со оглед на тоа дека тоа беше и целта, нели, во однос на препораките да се иницира вакцинирањето, сметате ли дека ќе се спречи ширењето на епидемијата? Ова е добар старт на нешто што беше погрешно поставено во минатото. Значи, таа одбивност кон вакцинацијата не доведе до тоа да треба сега да ги преполнуваме чекалните за вакцинирање. Доколку тоа се направеше на сите наши апели, знаете дека веќе апелиравме барем во последниве 2 години откако заврши, откако стивна пандемијата со ковид, за тоа да се посветат родителите на редовната вакцинација на своите деца, затоа што сме под ризик да не се вратат превентабилните заболувања кои што со помош на вакцинацијата можеме да не ги гледаме по болниците. И често пати апелиравме како Комисија за заразни болести. Посебно го подигнавме алармот тогаш кога се појави првиот случај на морбили во Свети Николе. Да, тогаш баш имавме емисија, го спомнавме тоа. Меѓутоа, тогаш останавме само на еден случај на морбили, ако се работи за високо заразно вирусно заболување. Еве сега гледаме дека таа среќа со пертузисот ја немаме. Околината го направи своето. Тоа што пертузисот живееше во земјите како Хрватска, Србија и останатите за жал во соседните земји се Црна многу Гора исто така. Таа лоша слика се преслика и кај нас и гледаме дека бројот на заболени не остана на еден, колку што имавме во текот на септември минатата година, после во октомври уште еден. Оваа година веќе имаме 26 случаи според оние последни информации што имаме. Институтот за јавно здравје, и добро е тоа да напоменеме за гледачите, затоа што сите како да се во некаков грчи очекување да видат како се движи епидемијата со пертузис. Нема да бидат објавувани на дневно ниво, така Комисијата за заразни болести договори со Институтот за јавно здравје, кој што ќе ги објавува податоците еднаш на неделно ниво. И тоа ќе бидат кумулативни податоци кои што ќе бидат од сите центри за јавно здравје, со цел да се даде реална слика за тоа и како се распределени случаите низ државата. Во моментот најлошата состојба во епидемиолошка состојба во државата е во главниот град во Скопје. Што е очекувано и мислам дека општина Аеродром е така, што има највеќе заразени. Така е, општина Аеродром има најмногу заразени, меѓутоа во останатите делови од Македонија е релативно мирна состојбата, единствено Гостивар и Куманово се тие градови каде што имаме појава на случаи до новиот извештај, велам, кој ќе го видиме новите извештаи, ќе видиме. Тоа би било во четврток како што би требало во четврток или во петок да биде новиот извештај доставен, не знам тоа како е според планот на објавување на Институтот за јавно здравје. Меѓутоа, оно што е важно е дека гледаме, како што кажав, преполнети чекални, се вакцинираат децата и тоа ни дава заправо да се надеваме дека нема да ја
доживееме истата ситуација, истата состојба во која што се наоѓаат колегите од Хрватска и од Србија или од Црна Гора, каде што има преплавени практично болници со деца кои што се болни со пертузис. Со односот на хоспитализација, во однос на оние кои што се заразени, некогаш е помеѓу 30 до 50%. Значи можеме практично да сметаме дека секое второ дете кое што ќе биде болно со пертузис може да биде хоспитализирано и затоа болничките капацитети се кај ни веќе на лимитот од тоа што може да го дадат. Како што кажав, ние прогласивме епидемија за град Скопје на 14 случаи само во Скопје. Тогаш беа 14. Но гледаме дека она што го дадовме како препорака се спроведува. Да. Здравствените домови интензивно Тоа е работат во важно, 2 смени и во бидејќи сабота. Вакцинацијата е зголемена. Гледаме наистина, дека се покачува бројот. Наскоро ќе искочиме и со податоци за тоа колку е зголемен бројот на вакцинирани деца. Кажете ми, се спомнуваше само дека едно од дечињата што е досега заразено со пертусис е вакцинирано. Имате до денес податок за уште некое Да го објасниме дете? тој случај, тоа дете кое што е вакцинирано и е заразено, има блага симптоматологија на пертузис, баш поради тоа што е вакцинирано. Меѓутоа, причината поради која што воопшто се заразило е примањето на имуносупресивна терапија, односно поради тоа што има изразита тромбоцитопенија детето. Така. Мора да прима кортикостероидна терапија и таа кортикостероидна терапија прави имуносупресија. Таа имуносупресија овозможува микроорганизми како што е бактеријата Bordetella pertussis да навлезе во организмот. Имуносупримираниот систем секако дека ќе ја манифестира болеста, меѓутоа самата вакцинација овозможува создавање на имуноодговор антитела кон бактеријата и тоа го олеснува одвивањето на клиничката слика кај детето. Така да, таа е причината поради која што имаме тука едно дете кое што е вакцинирано заболено со Bordetella pertussis, односно со пертузис. Така. Ефикасноста на вакцината е негдека помеѓу 85 и 90%. Збориме за ацелуларната пертузис вакцина, која што е исклучително безбедна и ефикасна во минатото. Зборуваме во 50-тите и во 60-тите години. Се користеше така наречената целуларна вакцина на пертузис. Од неодамна во Македонија е набавена и се користи ацелуларната пертузис вакцина, која што дава минимални несакани ефекти кај децата и баш таа замена беше направена со цел да имаме побезбедни, поефикасни вакцини кои што нема да имаат несакани ефекти. Доктор Злате, 2019 беше годината кога имаше епидемија на морбили. Вие тогаш бевте на главен на здравствениот дом, успеавте успешно да се справите, меѓутоа некако граѓаните како да забораваат, па повторно дозволуваат сега, еве, во однос на пертусис, повторно да се почне да се појавува зголемен број на случаи, па и да се прогласи епидемија. Како да се зголеми свеста на родителите? Знаеме дека се тие премногу исплашени поради онаа МРП вакцина која што цело време се говори дека создава аутизам, меѓутоа зошто Дитепер да не се прими? Очигледно дека не е само МРП вакцината која што создава така, аутизам, туку дека се генерализира терминот вакцинација. Значи општо за сите. И поради тоа гледаме дека опаѓа вакцинацијата не само за Дитепер, туку и за МРП, туку и за Дитепер, туку и за ХПВ вакцината, и за ХИВ вакцината, пневмококната рота вакцината, за сите има тие се новите што се внесени, да. Би требало. Ние често пати знаеме да споменеме дека антиваксерските здруженија, односно антиваксерските пораки имаат сериозен импакт врз граѓаните. Меѓутоа, еве гледаме дека сега кога ќе дојдеме до ситуација да имаме една епидемија и да видиме дека децата завршуваат во болница хоспитализирани поради тоа што се воат компликации како резултат на болеста. Така, можеби тогаш одговорноста е на многу високо ниво. Што значи дека не е дека на нас ни недостасува медицинска едукација или медицинска писменост. Зборам како популација во Македонија. Туку дека за жал секогаш ни се потребни вакви несакани тригер за тогаш моменти, за да почнеме да ги носиме децата на вакцинација. Значи, како да на нас останува, на нас лекарите, пред се мислам и медицинските сестри, здравствениот персонал, како да ја доближиме вакцинацијата како процес,
ама тоа да биде континуиран процес кој што граѓаните ќе го почитуваат. И нема да биде едноставно, затоа што мислам дека ниту една земја во светот не го нашла ефикасно лекот за тоа како треба да се направи или што треба да се направи, за да имаме вакцинација која што ќе биде безбедно, континуирана и која што нема да има вакви гапови во вакцинацијата и ќе не се јавуваат епидемии повремено. Меѓутоа, сепак ја имам надеж и верувам, согласно сите оние знаења што ги имам од областа и на епидемиологијата и од областа на заразните болести, дека оваквите моменти кога имаме зголемување на свесноста и на совесноста кај родителите, се право кое заправо ни даваат надеж дека навистина можеме да направиме нешто и да го дигнеме на високо ниво таа свест, таа совест кај граѓаните која што може да биде континуирано висока и да немаме вакви празни периоди во кои што за одредени вакцини процентот ќе ни биде помал и од 75%, што е сериозен ризик за епидемија и еве гледаме како тоа се манифестира кога е во прашање пертузисот. Така. Ајде тука ќе се обратам повторно до нашите гледачи. Знаете дека сме отворена контактна емисија, ако некој слободно има нешто да праша, може да се јави, да се приклучи во нашиот разговор, да постави некоја прашање или што е од негов интерес. А тука со мене е доктор Злата Мехмедовиќ, кој што ќе одговори на она што нели ќе биде ваше прашање. Доктор Злата, бидејќи некако кога се говори за пертусис како заболување, секогаш се споменуваат симптоми слични кои што почнуваат како настинка. Ајде да појасниме до нашите гледачи, значи што представува пертусисот? Не е само настинка, него представува едно сериозно заразно заболување кое што може да донесе многу компликации. Ајде малку да ги информираме гледачите како да знаат кога, како да постапат кога ќе има некои симптоми, има ли некоја разлика која што може да се забележи, па да знаат дека веќе станува збор за тоа. За жал, пертузисот многу наликува на настинка, особено во неговата прва фаза, кога се присутни само катаралните симптоми. Кога имате зацрвено стечење од носот, многу ретко имате висока температура, дури некоја само субфебрилност може да имате. Кашлицата исто така не е пропратен елемент кој што е чест во таа прва катарална фаза. Таа може да трае некако од 7 до 14 дена. И обично кога ќе биде кашлицата налик на она што наликува на една тешка кашлица. Таа значи континуирана кашлица? Континуирана периодично на точно определени интервали во текот на денот, која што може да се провоцира со надворешни фактори како што е дим од цигари или изложување на ладен воздух или изложување на ладна храна, сладолед обично кај децата. Тоа може да биде тригерот кој што ќе го провоцира кашлањето. Кашлањето е пароксизмално, значи ненадејно почнува и кај таквите пароксизми кои што се јавуваат во кашлицата, проблемот е што долго трајат. Таа долготрајна кашлица го изнемоштува детето, го доведува до состојба да не може да земе воздух и на крај тоа завршува со затајување на дишењето и кога конечно ќе биде детето во состојба да земе воздух поради тоа што таа исцрпувачка кашлица толку ги има испразнето неговите бели дробови, зема длабок воздух кој што е пропратен со звук. И тоа е таа карактеристична, луѓето ја викаа порано и магаришка кашлица, затоа што навистина наликуваше на она што звучи како звукот на магарата. Да, меѓутоа во основа тоа е препознатливиот симптом кој што е за магарешката кашлица. Втората фаза е фазата на кашлање, која што е малку подолготрајна, може да трае 4, па некојаш може да трае и повеќе до практично до 12, до 100 дена, до 3 месеци може да трае, тоа е 12 недели. И поради таквата долготрајност на симптомите, навистина е изнемоштувачки, па следува една фазата на рехабилитација, кога организмот треба да се рехабилитира од сето она што било во фазата кога е изразена кашлицата. Оваа втора фаза е всушност најпроблематичната, кога може да се јават фрактури на ребрата, може да се јави хернија, може да се јави повраќање на секретот од дишните патишта после интензивното кашлање кај децата, може да се јави како сериозна компликација хипоксична енцефалопатија, значи да биде засегнат и мозокот во одредени случаи.
инциденцата на појава на смртни случаи е 1:1000. На секој 1000 случаи се очекува инциденца на 1 починат. И навистина е тешко да, како што кажав, да ја контролирате болеста, затоа што бортедела пертузис предизвикува 4 токсини, од кои што едниот е само за парализа на цилијарниот епител, за да не можете да го исфрлате секретот од дишните патишта толку лесно, па треба силно да се напнувате за да кашлате, а останатите 4 практично ја врзуваат бактеријата. Оштетувањето како резултат на тие токсини на дишните патишта промовира акумулирање на други бактерии, на така наречени секундарни инфекции, и сега во моментот препораката е секогаш, пошто се работи за бактерија, се дава антибиотик. И тој антибиотик најчесто е сумамет или азитромицин. По избор 12 мг на килограм телесна тежина. Меѓутоа, дури да излечите бордетелата со азитромицин, поради тој ранлив епител, многу е веројатно дека детето или возрастниот ќе добие некоја друга инфекција со друга бактерија, после таа треба да ја третирате со антибиотик. Долготрајно е лечењето, долготрајни се симптомите, се работи за една досадна болест, која што, како што кажавме на почетокот, може многу лесно, елегантно да се реши со примената на вакцинацијата. И затоа вакцинацијата кај нас е во вториот, четвртиот и шестиот месец, и тоа се смета за една целосна вакцинација. После има ревакцина на 18 месеци и ревакцина на 7 години. Со тоа се заштитуваат практично најранливите групи од популацијата. Децата кои што се под 2 години, кои што немаат добро развиени дишни патишта и кај кои што и најмала количина на секрет може да доведе до гушење, кај нив е проблемот од тешка клиничка форма на болеста, кај нив се хоспитализации и дека кај нив е можноста најмногу да се јават смртни случаи, што е апсолутно недозволиво, и затоа, повторно ќе кажам, вакцинацијата е тоа што во првите 2, 4 и 6 месеци треба да го спречи, особено кај најмалите. Постои препорака во светот дека можно е да се вакцинираат и бремените жени во негдека 30-та недела од бременоста, со цел да се создаде имунитет кај мајката, па тој да се пренесе на плодот и да биде заштитено детето и во тие први 2 месеци. Така да, со оглед на тоа што Комисијата за заразни болести ги зема во предвид сите опции кои што ни беа на располагање за да можеме да направиме најсоодветни мерки, да препорачаме најсоодветни мерки. Овие кои што сега ги препорачавме, а тоа се да се вакцинираат сите деца кои што имаат пропуштена вакцинација, да работат пунктовите во 2 смени, да работат и во саботи, Центарот за јавно здравје да прогласи епидемија, Институтот за јавно здравје да ги подготви упатствата за тоа како да се постапува за време на епидемија. Гледаме дека сега за сега ги даваат резултатите, доколку има потреба од некои наредни мерки, секако дека комисија ќе ги дискутираме и ќе ги Подоцна ќе ве прашам за тој момент. Ме интересира сега, бидејќи нели епидемија, може да имало некоја детенца претходно контакт со вирусот, сега се вакцинира. Како ќе стојат тука работите? Знам дека после вакцинација треба малку да го изолираат детенцето, да не го мешаат со други деца. Како оди тоа во однос на ако имало контакт детето, па сега се вакцинира? Предпоставам дека треба малку време за да стекне. Не, да не заборавиме дека одите на доктор. Објаснime, Одите на доктор кој што работи на вакцинален пункт и кој што има огромно искуство во тоа како да препознае одредена симптоматологија кај деца кои што може би биле изложени на вирус. Еве да се разбереме, конкретно инкубацијата кај пертузисот е некако од 7 до 14 дена, во просек 10 дена. И после имате период на катаралните симптоми кои што може да траат исто помеѓу 7 до 14 дена. И тој период на катарални симптоми многу тешко ќе остане незабележлив за докторот кој што го прегледува вашето дете. Ако во тој период видите дека практично детето е со изразени катарални симптоми, сигурно дека ниту еден доктор нема да пристапи кон вакцинацијата, туку ќе одложи вакцината за некој период. Добро, имаме гледач на линија. Добар ден, кој се јавува? Добар ден, се јавуваме тука од југот. Сакам да го прашам гостинот како што ќе рече со тој Лук Монпелие, што рече дека короната е комбинација меѓу SARS и SIDA, дека тоа е вештачки, мислам, он го откри вирусот. И сега малку логички да размислиме. Прво да ја прашам, да не заборавам, зашто не гарантирате дека има
стотици илјадници луѓе што имаат степни последици. Зашто не гарантирате за безбедноста на вакцината? И едно логичко прашање, не мора да си доктор. Како можеш да спречиш нешто што не можеш да го излечиш? Така ли? Значи ние немате лек, а ми зборите за вакцина. И четврто, тука што кружат авиони над Гевгелија, разни облаци не прскаат против комарци за да не трујат, ние треба да се правиме будали, па да се дека не знаеме и дека само стручноста, јавноста зборувала. Борите, значи, јас се извинувам, ќе морам да ве прекинам, говориме сосем за друг тип на вакцинација, ова е за дечињата се работи, не говориме за секоја вакцина треба да има гаранција. Тие вакцини веќе се примаат години наназад и ние сме ги примале како деца, така да тоа е тоа. Дозволете ми да го објаснам само еден, пошто мислам дека е исклучително важно. Баш поради оваквите сваќања, дека вирусите се тие кои што ни паѓаат од небо и кои што се прскаат со авиони и дека се е направено вештачки и дека некој научник кажал дека е комбинација вирусот на ковид од СИДА и од не знам кој вирус. Таквите мали делови на задујување посебно на народот кој што е подложен, има таков менталитет кој што е, јас би кажал, склон кон теории на заговор. Тој нивен менталитет, кој што меѓу другото им става граница, да се ги отворат очите за тоа што е научно докажано. И да видат што значат вакцините во светот во изминатите 100 години. Ако земат во предвид дека во просек годишно, во 50-тите години, 40-тите години, 30-тите години, кога не било редовно аплицирана вакцината против морбили, годишно умирале во просек помеѓу 8, затоа што имало лоша статистика, се разбереме, помеѓу 8 и 16 милиони деца. Дали се сеќаваме на последниот пат кога сме имале смртни случаи од морбили? Во епидемијата 2019 година, која што се појави како резултат на невакцинирањето на децата. Од 2019 година, кога 95% постигнавме процент на вакцинација, до минатата 2023 година немавме ниту еден случај на морбили, ниту едно починато дете од морбили. Ставете го обратно сега светот. Да немаше вакцина против морбили, ние секоја година ќе бевме сведоци на тоа како 10 милиони деца во просек ќе починуваат само од морбили. Тука нема да ги ставиме дифтерија, тетанус, пертузис, полио кој што е ерадицирано од 2002 година. Тие се работите кои што треба да ги земете во предвид. Колкав е бенефитот кој што го донеле вакцините на човештвото. Зборуваме за мислам беа спомнати бројки како стотици илјади последици кои што се да ги видиме кои се тие последици. Таквото калкулирање со бројки е навистина непопуларно, затоа што навистина за вакцините, особено за овие за кои што зборуваме за МРП-то дека предизвикувале аутизам. Ендрю Вејкфилд, кој што е докторот што ја протна, што ја задуи тој антиваксерски мајндсет со идејата дека може да предизвикуваат аутизам, Ендрю Вејкфилд своето испитување го правеше на 12 рачно селектирани деца. 12 рачно селектирани деца. Ги одбра децата со аутизам, отиде и виде дека се вакцинирани и кажа сите во светот што ќе ја примат вакцината ќе бидат со аутизам. Голема метастудија во Австралија што е направена на 8.000 деца е направена со цел да се докаже дека нема никаква поврзаност помеѓу аутизмот и вакцините и дека никогаш нити можело да се земе во предвид дека е релевантно 12 деца да се споредат со голема метастудија од 8.000 деца. Потрошени се преку 20 милиарди долари во светот, за да се направат овие студии да се докаже дека се е безбедно и се уште некој верува на тоа дека не прскаат со вируси. Тоа е тажното и за среќа. Во тоа тажното е што навистина е многу мал бројот на оваквите луѓе кои што сметаат дека на овој начин се штити човештвото и се штити животот на децата. Јас само знам дека во наше време ние моравме да се вакцинираме. Значи никогаш ни една вакцина не сме пропуштиле и еве фала му на Господ, нели, до ден денес. Ние сме најдобриот пример за тоа дека вакцините се безбедни, живи здрави сме, не спасиле од многу болести и еве дочекавме старост. Каква што ја на времето во 50-тите не ни можеле да замислиме. Тогаш воопшто не се ни размислуваше дека Па видете, популацијата во 50-тите години во светот била
негде кај 1,5 до 1,7 милиарди, евентуално 2 милиарди. Сега сме 8 милиарди. Ако вакцините има за цел да го депопулизираат светот, да имаме намалена популација, еве не гледаме дека работи тоа, затоа што имаме 8 милиарди луѓе на светот, така да. Така. Уште една теорија која што им е не им оди во прилог на антиваксерите. Доктор Злата, сте имале ли можност да видите дете кој што е болно од пертусис? Не. Кога бев студент на медицинскиот факултет, за време на целото мое траење на турнусите кои што беа на клиниката за педиатрија, немав можност ниту едно дете да видам. И тогаш имаше касетофони и практично на касетофони ги пушта звуците на пертусис со цел да можеме да ги препознаеме некогаш евентуално. Ако се соочите. Ако се соочиме. Сега е Кога од сега кога се појави овој прв случај, претходно кога имало случај на пертусис? Имало, знаете? Циклично се појавувале тие случаи. Меѓутоа не во сега во толку голем број како сега. Не, ама зборуваме за содецении на назад, имаме циклично. Откако имаме вакцинација против пертусис, кажав првен почнавме со целуларна, па после ацелуларна вакцина. Откако постои практично вакцинацијата со пертусис, можно е да се случи на 4-5 години да имате одредена мини епидемија која што не значи дека ќе имате повеќе од 5 случаи или можеби затоа велам ова е сега најголемиот број, така? Случаи. Не, 2017 или 18 година мислам дека имавме 31 случаи на тогаш исто пертусис. Се беше со мерки со ова како што е сега или? Не сум во тек, тогаш не сум бил дел од луѓето кои што биле инволвирани во процесот на митигација на облажување на симптомите. Меѓутоа, еве гледаме дека после таа година повторно после 6-7 години имаме повторно појавување на пертусис. Тоа циклично појавување е некако карактеристика, кажавме, на болестите кои што ги забораваме дека може да се спречат со вакцина и секој пат кога нема да можеме да ги спречиме со вакцина, гледаме дека ќе се појава таквото појавување секако проблем. Оние кои што се наши баби, дедовци кои што ни се предци, многу добро знаат што значи тоа, бидејќи мојата баба се сеќавам дека ми кажувала во однос на ова болест како се поменувала во нивно време, а тогаш не се вакцинирали и немало имунизација. Поинтата ми беше, ако сега почне бројот и покрај големиот интерес на имунизација, бидејќи ќе треба време да се стекне и имунитет. Негде като 2 недели. Негде като 2 недели. Ако повторно бројките се не одат во прилог на заразени, кои други мерки ќе ги препорача комисијата? Дали воопшто разговаравте нешто дали предвидовте што понатаму ако бројот се зголемува? Меѓу другото ги спомнавме сите опции и за вакцинација на бремените жени, и за вакцинација на оние кои што се наоѓаат во близина на деца или се грижат за раст и развој на децата, дали се тоа во училишта, дали во градинките. Сите можности бидејќи може и за имунизација. Се извинувам што ја прекинувам и возрастните да фатат, бидејќи кажав имаме двајца возрастни на инфективна. Може да добијат пертусис, нема ограничување на возраста. Дитепер вакцината може да се даде во било која возраст, на било кој, може и на постари луѓе да се дава, нема никакво ограничување во однос на тоа кој може да ја прими дитепер вакцината. Така да е една од опциите кои што ги разгледувавме и на претходниот состанок за тоа што би можело да направиме евентуално во иднина. Во овој момент најважното е да се имунизира. Тоа е првата работа. Оние кои што се на ризика, тоа не се децата кои што треба да го примат задолжително овие вакцини во склоп на тоа што им оди во вакциналниот картон. Тоа е примарно што треба да се направи. Така. Ако ова продолжи да се развие, ако видиме дека поголемиот дел од случаите се движат и кон возрастната популација, секако дека ќе се направат препораки кои што ќе бидат со цел да се намали ширењето на заразата помеѓу популацијата, не само педиатриската, туку и адултна популација, ако тогаш биде тоа навистина проблем. Мислам дека до моментот кој имавме последната средба во Комисијата за заразни болести, имаше хоспитализирано 60 годишен човек кој што имаше пертузис, меѓутоа доминантно најголемиот број на сите оние кои што беа хоспитализирани и регистрирани со пертузис беа
беа деца. Освен овие симптоми за кои што говоревме, како на поинаков начин се диагностицира? Знам дека со ПСР тест треба да се детектира бактеријата. Што друго може да покаже од оние нормални испитувања, проверки на крвни слики по параметрите? Прва и основна диагностика е ПСР-от. Значи ПСР-от укажува на тоа дали имате присуство на фрагменти на бактеријата или немате присуство на фрагменти на бактеријата. И тоа е златниот стандард кој што се користи кај нас за диагностика на присуство на бордетела пертузис. Серологијата е вториот принцип на докажување на тоа дали некој е во акутна фаза на болеста или е во хронична, односно е во фаза на рехабилитација. И тоа зависи од тоа колку е титрот на IgM и IgG антителата. И секако постои диференцијалната крвна слика на располагање, која што може во одредени случаи да ни укаже на тоа дека се работи за бордетела пертузис. Во почетокот во таа катарална фаза доминира леукоцитозата, а кај децата кои што се помали и се под 1 година, односно доенчињата, може да има и лимфоцитоза. Обично во фазата која ќе почне кашлицата и кога имаме изразито кашлање, паѓа CRP-то и е мирно. И практично инфламаторните маркери во таа фаза се мирни. Евентуалното покачување на CRP-то во таа фаза би укажувала на секундарна инфекција, не на инфекција со бордетела пертузис, поради тоа што давањето на антибиотик, како што кажав, ја елиминира таа бактерија, меѓутоа остава ранлив епител, кој што е добра подлога за да се накали на други бактерии. Во основа, овие три елементи кои што ги споменав, значи тоа е ПСР-от, серологијата и диференцијалната крвна слика, односно лабораторија, може да ни покажат за тоа дали, или да ни дадат насоки за тоа дали се работи за пертузис. Секако, треба да знаеме, било кој од диагностичките тестови се зема за релевантен во склоп на клиничката слика. Значи, ако не ја земете во предвид клиничката слика, не можете секогаш да се подпрете само на диагностичките тестови. Напротив, треба да имате и појава на клиничка слика која што ќе мора да има одредени симптоми поврзани со пертузис, с цел да кажете дека тоа е тоа, односно дека навистина кај пациентот имате детектирано пертузис. И сега бидејќи се работи за високозаразна болест како што беше нели ковидот и односно и грипот еве моментално што е присутен овој период, што кога некое детенце во едно семејство има пертузис? Тоа значи дека постои можност сите да се заразат од семејството? Зависи. Добро. Повторно кажавме дека циклично се појавува болеста. Цикличното постојано експонирање на болеста создава и одредена серологија, односно добар серолошки титар на антитела кој што би бил добар во одбрана на организмот, и тоа е индивидуална карактеристика на секој организам. Не значи дека секој кој што ќе дојде во контакт со бордетела пертузис ќе заболи. Баш поради тоа што неговиот имун одговор како резултат на примовакцинација за која што е за време на детството, после тоа односно контактите со заболени кои што ги сретнувате во вашиот живот, може да ви пренесат заразни заболувања, меѓу другото и пертузис. Ве прави малку поинакви од околината. Меѓутоа, поради тоа што е високо заразно заболување, мора да се внимава во секој случај. Мора да се внимава затоа што најчесто во средина во која што имате веќе присутно случај на пертузис, веројатноста дека ќе ги заразите другите е голема. Често пати учителките, често пати наставниците, често пати негователките во градинките се тие кои што меѓу другото се заразуваат покрај децата. Меѓутоа, да не создаваме дополнителна паника помеѓу граѓаните. Не сме во таа фаза. Хрватска беше во таа фаза, Србија е во таа фаза, Црна Гора е во таа фаза, Македонија не е во таа фаза. Да се надеваме дека нема да стигне до таа фаза. И искрено ама не е само да се надеваме, мораме да ги земеме во предвид и мерките кои што се во однос на она што досега еве се случува. И препораките кои што произлегува, ако се почитуваат, а гледам дека се почитуваат и тоа е за поздравување. Секако една меѓу поважните мерки секогаш беше и ја истакнуваме секогаш дека треба да се носи маска во затворени простории, за да си го заштитите собственото здравје, а меѓу другото ако имате инфекција да не ги пренесете инфектот на другите. Така да и тоа гледам дека се почитува во здравствените установи, па и во јавниот превоз. А повозрастните граѓани кои што морам исклучително да ги пофалам. Навистина се многу дисциплинирани. Навистина се дисциплинирани во супермаркети или во молови не можете да видите. Па дури и надвор забележувам некои како носат маски.
Нека продолжат така, секоја чест навистина е нешто што е за поздравување, затоа што на тој начин, како што кажав, не само што го штита сопственото здравје, го штита здравјето и на другите. Нешто што би сакала, имам уште 3-4 минути до крајот, период на сезонски грип, некако повеќе доминираат оние А и Б, ми се чини помалку ковидот, меѓутоа ми се чини дека е некако исто со некои специфични симптоми, тешко поминува, подолго трајане процесот на заздравување. Зошто е тоа така повторно и оваа година и оваа сезона? Затоа што добро ги споменавте, постојат два типови на инфлуенца А и Б, доминантен е типот на инфлуенца А, и е најдоминантен тој така наречениот H1 или него викаме пандемиски грип. Неговиот потенцијал да заразува, да прави тешки форми на болест, хоспитализации и смртни случаи е исклучително висок. И затоа и оваа година гледаме голем број на луѓе кои што тешко ги поминуваат симптомите на грипот, долготрајни се, макотрпни се, и исцрпувачки се за граѓаните. 70.000 вакцини беа набавени, рекордни оваа година од Министерството за здравство. Аплицирани се, мислам, некако околу 62.000 вакцини. Остануваат уште негдека 8.000 вакцини кои што се достапни во центрите за јавно здравје и во здравствените домови. Процесот на вакцинирање трае во текот на целата сезона. Така. Кога очекувате пикот да се достигне? Не би коментирал сега во моментот, затоа што во последната недела имавме намалување на бројот на позитивни случаи. Беше намалувањето од пошто некако, се извинувам, се даде малку повеќе простор за пертусисот, па некако помеѓу четвртата и петата недела се случи тој свич, да имаме паѓање на кривата на грипот. Не би сакал поради тоа да коментирам сега дали сме го поминале пикот или сме во пикот. Обично пикот се очекува согласно стандардната крива. Секогаш негде крај на февруари. Така е, и почетокот на март. Меѓутоа во текот на изминатите 2 години кога беше ковид и кога беа сите тие мерки на сила, особено 2022 година, пикот го пречекавме негдека баш четвртата, петата недела од месец од 2020, од таа година актуелно 2023-2022 година. Сега сме пета недела, ќе бидеме во шеста недела како ќе се движат бројките. Намалени се бројот на, ние ги викаме SARI инфекции, значи тоа се сериозни акутни респираторни инфекции. Намален е бројот на хоспитализации од грип и се намали бројката на вкупниот број детектирани од грип во петата недела. Тоа ни дава за надеж да мислиме дека можеби сме го достигнале пикот, меѓутоа не би сакал да биде тоа нешто што ќе не... што ќе кажат податоците понатаму во изминативе, во наредниве денови што следат и недели. Ви благодарам многу, доктор Злата, за денешното гостување. Се надевам дека ги разјаснивме добро работите околу пертусисот. Останува на родителите сепак да остане свесноста во однос на тоа колку е важна имунизацијата кај децата, за да не ни се јавуваат овие искоренети заболувања кои што биле специфични во оној период кога живееле нашите прабаби, прадедовци и се соочувале навистина со овие тешки заболувања. Благодарам и се надаме во некоја следна прилика повторно ќе бидете дел од вашите термини. Благодарам и на вас и се гледаме во наредната прилика. Поштувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.